Со повеќе активности, викендов беше одбележана 82 годишнината од загинувањето на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош. Делегации на Сојузот на борци од Куманово, Армијата на Македонија, Сдруженијето на пензионери, политички партии и граѓани положија цвеќе пред бистата на Карпош во дворот на куќата музеј, пошто следуваа пригоден говор за ликот и делото на учесникот во НОП и рецитали од ученици во Средното општинско училиште Перо Наков под менторство на професорот по македонски јазик Фростина Милошевска и членови на поетскиот клуб Обденица. Куќата музеј за прв пат е отворена во 1979 година. Во текот на 2019 и 2020 година е реновирана, а музејската поставка е обновена со значајни историски експонати. Христијан Тодоровски Карпош е роден во Куманово во 1921 година, а загинал на 7 февруари 1944 година во Прешевското село Билјача. Прогласен бил за народен херој на Југославија во 1945 година. Името кое со децении е запишано во нашата историја, како символ на храброст и љубов кон татковината. Неговото дело не е само минато, туку постоен потсетник дека слободата не се подарува, таа се освојува со вера, со решителност и со срце полно со идеали. Денеска обележуваме 82 години од смртта на нашиот народен херој Христијан Тодоровски Карпош. Првоборец на Козјачкиот партизански одред, командант на баталјонот Јордан Николов Орце и лидер на многу значајни битки. Загинува на денешен ден 1944 година во селото Билјача, Прешевско. Втората светска војна. Пред све, за да ја разбереме големината на Христијан Тодоровски Карпош, мора да се вратиме во времето кога тој живееше во мрачните денови пред Втората светска војна. Во тоа време Македонија била окупирана од туѓинци и сакале да ја уништат нејзината свест и идентитет. Времето после Првата и Втората светска војна представува еден од најтешките периоди во историјата на македонскиот народ. Нашиот народ бил под притисок, лишен од основни права, од јазикот, културата и националното достоинство. Токму тогаш од тие неправди и маки се родила нова сила, нова идеја за народно-ослободително движење, во кој активно земале учесници многу борци, подготвено да го дадат живот за слободна Македонија. Во тие редови се најде еден млад човек од Куманово, Христијан Тодоровски Карпош. Човек кој уште од младоста разбрал дека вистинскиот пат е пат кон слободата и правдината. Христијан Тодоровски Карпош е роден во Куманово во 1921 година. Детството му било скромно во време на сиромаштија и тешки услови. Македонија во тоа време била под кралството на СХС, а подоцна проименувано во кралство на Југославија. Уште од ученички денови тој бил познат по својата љубопитност, честност и бунтовна природа. Преку книгите и разговорите со напредните млади луѓе тој сватил дека светот може да биде поинаков, поправеден и дека младите треба да ја преземат одговорноста за да го променат самото општество. По ослободување на Македонија, Христијан Тодоровски Карпош бил прогласен за народен херој на Македонија, а неговото име останало да живее во многу улици, училишта, државни институции. Но најважно останало да живее во срцата и колективната меморија на македонскиот народ. Тој не бил само војник, тој бил визионер, идеалист, личност кој го символизира духот на младоста и подготвеноста да се жртвува за повисоки цели. Денес, кога живееме во живот без оружје, но со нови предизвици, морални, општествени, културни, треба да се потсетиме на луѓето како Карпош. Нивните животи ни покажуваат дека секое време бара своји херои и дека треба да си ја чуваме татковината и слободата која е стекната со многу крв и млади жртви низ историјата. Во спомен на партизанскиот командант, Сдруженијето на армиски и полициски ветерани од активен и резервен состав на Куманово традиционално организираше Карпошова вечер во просториите на клубот. Присутните на настанот имаа можност да проследа документарен филм за ликот и делото на народниот херој со евоцирање на славната македонска историја и неговата улога во партизанското револуционерно движење, соопштија од Сдруженијето. Патронен празник на 7 февруари одбележа и основното училиште Христијан Тодоровски Карпош.